Здраво! Добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Ова е една епизода каде што накратко сакам да зборувам малку повеќе за емоционалната интелигенција. Имено пред неколку дена, односно на 1 ноември, започнав едно 30-дневен предизвик за емоционална интелигенција на мојот Инстаграм профил. Меѓутоа, оно кое што многу ми беше важно е да додека тече самиот предизвик, да некако сите вие кои што сте токму на тој предизвик или пак сакате да работите на себе, да знаете нешто повеќе за емоционалната интелигенција, односно да имате една теоретска позадина, што таа значи и зошто е толку важна. Емоционалната интелигенција е нешто кое што всушност е вештина. И таа вештина нам ни помага да можеме да се разбереме подобро, да можеме да ги разбереме, менаџираме и да ги негуваме нашите емоции ефективно. Меѓутоа, освен нашите емоции, емоционалната интелигенција исто така е вештина која што ни помага да ги препознаеме и да можеме да имаме, да сочувствуваме со емоциите на другите луѓе, и затоа е многу важна вештина за да градиме силна врска со себе, меѓутоа и со светот. Ние реално сме суштества кои што не сме создадени да живееме сами, и токму затоа емоционалната интелигенција е многу поважна од било што да ставиме акцент на неа. Нешто на кое што повеќето професионални стручни лица ќе се согласат е дека многу малку акцент се става на развивање на емоционалната интелигенција, а многу повеќе акцент се става на академските вештини и учењето. И тоа е нешто кое што многу родители го забораваат, и многу често децата до 5-та година наместо родителот повеќе да се фокусира на градење на емоционалната интелигенција, се фокусира на учење на бројки, букви, фината моторика, и детето едноставно понатаму во животот нема капацитет да се справува, односно да може да влезе во оној систем кој што се нарекува училиште. Секако не секогаш, не секој случај, нели сите сме индивидуални, не секогаш може да зависи од нас. Постојат повеќе различни фактори кои што влијаат врз емоционалната интелигенција, а оно што ми е важно да го споделам е дека емоционалната интелигенција е вештина која што се развива низ текот на целиот живот, но врвот го достигнува 28-та година. Односно, некаде со крајот на адолесценцијата, 25-та година и некоја година плюс. Едноставно не може да се очекува да во средно училиште или на 5 години или на 20 години да една личност биде потполно емоционална зрела, и затоа доколку дури се даваат и тестови за емоционална интелигенција, може да се види тој развој како се менува, и секако доволно е само да се присетите како сте реагирале на нешто во основно, во средно училиште, на факултетските денови, понатаму, нели, и нормално, како ќе стареете, истото ќе се менува, што не значи дека ќе расте, доколку некаде и не постои свесност за истата. Сега, една од најважните причини зошто емоционалната интелигенција е важна е затоа што ни помага ние да имаме многу посилни релации со другите, ни помага да имаме подобра комуникација, да можеме да имаме разбирање на нас и на другите, и секако ни помага да развиеме емпатија. Всушност, самото тоа што ги зајакнува персоналните релации, помага и во професионалните релации на работа, и не носи, односно ни помага да изградиме позначајни конекции, позначајни принципи. Исто така, на место каде што многу помага емоционалната интелигенција е лидерството, затоа што им помага на лидерите да инспирираат, да мотивираат и да водат од едно место на успех, и секако тоа истото ќе им доноси поголема продуктивност и задоволство во самиот тим. Меѓутоа, исто така, од друга страна, мора некако да разбереме дека секој родител е лидер и дека секој човек сам за себе е лидер во одредено поле, и истото тоа значи дека емоционалната интелигенција тука многу може да помогне. Нешто кое што е многу важно и мислам дека е може би нешто кое што заслужува малку повеќе да му се посветиме, тоа е менаџирањето на стрес. Зошто? Затоа што токму емоционалната интелигенција е таа која што не мобилизира и ни помага, ни дава алатки да можеме да се справиме со стресот, со анксиозноста и секако со промените кои што доаѓаат во животот. Преку самото разбирање на нашите емоции, ние можеме да се менаџираме подобро и на поздрав начин. Многу често се случува да ние луѓето воопшто не сме ни свесни која емоција точно ја чувствуваме, односно да немаме ни капацитет да ја препознаеме емоцијата,
затоа што имаме одредени обрамбени механизми кои што е здраво да ги имаме, и јас секогаш, дури на моите клиенти секогаш им велам, ние не го тргаме одбрамбениот механизам додека не се изгради нов механизам, и токму затоа личниот раст и развој не е нешто кое што се случува преку ноќ. Потребно е време да се освести стариот шаблон и потребно е време да се изгради нов, за потоа да може стариот полека да се испушти, да се пушти, или пак тоа паралелно да се случува, меѓутоа не наеднаш. Бидејќи доколку ние наеднаш ги тргнеме сите одбранбени механизми, ќе се превртиме, ќе паднеме, нема едноставно да можеме да продолжиме да живееме, затоа што не знаеме како, немаме алатки нови како. Оно што многу помага емоционалната интелигенција е во носењето на одлуки, и емоционално поинтелигентните личности имаат тенденција да носат и многу порационални и многу по неимпулсивни одлуки. Затоа што тие имаат капацитет да ја препознаат емоцијата, да ја регулираат, да ја негуваат и можат да ги земат предвид двете страни, односно и разумот и емоциите. Нешто кое што ми е многу важно да го споделаме, дека емоционалната интелигенција не значи да чувствуваш повеќе, да се водиш повеќе низ чувствата, да туку едноставно значи да ги препознаваш чувствата, да ги негуваш чувствата, да можеш да ги изразиш на здрав начин чувствата и при тоа да се потпреш тогаш во тој момент на разумот. Многу е негативно всушност кога ние ги потиснуваме емоциите, затоа што тогаш не сме свесни дека истите избиваат на некое друго место. И особено е многу изразено потиснувањето на лутината кај жените, а кога жената ја потиснува лутината, реално почнува да се јаде самата однатре и да станува многу поимпулсивна, многу поизбувлива и да влезе во една фаза која што многу често некако ја споделуваат и клиенти, ја гледам кај други, и секако јас сум ја почувствувала во одредени моменти, а тоа е една фаза на рамнодушност. Па не ми е гајле, па се едно, веќе не можам. Меѓутоа, реалност е дека во позадина стои многу лутина, многу тага, многу бес, значи секако постојат многу повеќе емоции, не е баш така рамна линија. И нешто кое што исто така многу помага емоционалната интелигенција е да се разрешаваат конфликтите кои што ние секако ги имаме, ако не секојдневно, сигурно на неделно ниво ги имаме тие конфликти, некои се сами со себе, некои се со другите личности, на работа и така натаму, каде што имаме простор да не се разбираме добро, каде што имаме всушност да си даваме простор да можеме да донесеме заедничко решение кое што ќе даде бенефит на двете страни. Како може да се развива емоционалната интелигенција е нешто кое што јас би рекла дека е идеално кога го учиме низ пример, затоа што ние луѓето секогаш скоро учиме преку моделирање. Еден од начините кои што најмногу може да помогне, и токму затоа го почнав тој предизвик, е самосвесноста, односно да почнеме намерно, нели, со намера да ги разбираме нашите емоции и на редовна база да проверуваме што е оно кое што го чувствуваме во одреден момент. Како се чувствувам сега? Зошто се чувствувам така? Што се случи? Што мислев пред да се појави оваа емоција? Затоа што реалноста е дека емоциите најчесто се последица, скоро секогаш се последица на нешто кое што се случило, односно на некоја и одредена мисла која што сме ја имале. Дневник, пишувањето на дневник за емоции може многу да помогне. Јас дури на клиентки, најчесто, затоа што кај жените тоа е многу често, им давам задача да си пишуваат па и дневник на лутина, за да можат да си дозволат да ја извадат лутината од себе и да можат оно што е забрането да го чувствуваат да излезе на површина. Тоа е нешто кое што на кое што многу акцент ставам и во програмот Асертивна, затоа што токму лутината е таа која што ако се потиска понатаму носи и многу автоимуни болести, и имате многу убава книга од Габор Мате, каде што кога телото вели не, каде што многу убаво објаснува што се случува кога ние ја потиснуваме лутината и зошто токму жените најчесто патат од тие болести, односно процентот жени се многу позастапени. Па затоа доколку почнувате едно патување на развивање на емоционалната интелигенција, тогаш почнете со дневник, каде што ќе можете редовно да си правите една проверка која емоција ја чувствувам, што е точно ова што го чувствувам, каде во моето тело ова го чувствувам.
Значи нешто кое што многу помага е да некако го скенираме и нашето тело, бидејќи ние сме еден систем кој што е поврзан. Многу често одредена емоција ја чувствуваме во нашето тело како одреден застој, како некоја жештина, како некаква празнина, како некоја тежина. И тоа е нешто кое што може многу да не поддржи и да ни помогне ако се запрашаме, окей, каде го чувствувам, колкаво е тоа, на што личи, а каква боја има, од каква материја е направено, зошто е тука, што е некој што сака да ми го пренесе, како можам да се поддржам или да го поддржам да излезе и така натаму. Сега, секако тоа е еден процес кој што е долготраен, меѓутоа почетокот на доволно е некогаш и само да останеме свесни и да видиме, јас сум тажна или јас сум нервозна, јас сум среќна, јас сум лута. И нешто кое што ми е многу важно е да споделам дека развивањето на емоционална интелигенција не значи дека ние нема да ги чувствуваме по, да речам, непријатните емоции, по тажните емоции, по не толку прифатливи, да би рекла, емоции, туку напротив, дека ние ќе ги прифатиме како дел од животот и ќе прифатиме дека ние сме создадени, можеби не 50-50, меѓутоа тука некаде да чувствуваме некаков баланс и на позитивни и на негативни емоции и дека истите се добродојдени и имаме капацитет да се носиме и да се справиме со нив, а истото важи и за децата. Значи не е поентата додека се расте детето да тоа не чувствува тага, да тоа не чувствува болка, да тоа не чувствува фрустрација, затоа што ако не постои фрустрација, ако не постои пат, нема да постои па ни напредок. И ова ми е многу важно да го нагласам затоа што понекогаш ние влегуваме толку многу некако со розови наочари и мислиме дека родителите или начинот на кој што сме растели така натаму морало да биде совршен и ние тотално да бидеме заштитени од секаква емоција и некако забораваме на тоа дека напротив, доколку ние сме биле многу позаштитени, доколку не сме имале капацитет и време кога да ги имаме тие непријатни емоции, ние не би можело воопшто да функционираме понатаму во текот на животот, затоа што едноставно во животот баш и не е замислено така се да биде лесно. Понатаму емоционалната регулација е нешто кое што е многу важно и кое што во втората недела од предизвикот и реално го правиме, тоа е насока каде што ставаме фокус на длабоко дишење и на техники за присутност кои што не мора нужно да бидат медитативни, бидејќи често знаат личности кои што се верници и религиозни да ми пишат, ама тоа се коси со религијата и така натаму. Некако мојот став е дека медитацијата веројатно многу некако ја поврзуваме со нешто абстрактно и со нешто далечно и со нешто кое што е религиозно, тоа всушност не е баш така. Кога зборуваме за медитација, барем во насочена некоја медитација и така натаму, најчесто едноставно фокусот го ставаме на контактот со себе, длабокото дишење. Значи тоа не е нешто кое што би се косело со верските правила, меѓутоа секако доколку на некого му смета и му се коси со вредностите, тогаш е нешто кое што слободно може да се прескокне. Но она што е убаво да не се прескокне, тоа е длабокото дишење. Значи, враќање во контакт со себе, длабоко дишење, свесно за нашиот здив, каков е, дали е споро, дали е брзо, дали е интензивно. И тоа е нешто кое што може да ни помогне кога ќе се смириме, да ја почувствуваме реално и силната емоција, значи да не ја потиснеме, но и да ни помогне да застанеме во еден момент и да не реагираме, односно само да ја чувствуваме без да имаме импулсивна потреба да изреагираме. Истото тоа всушност не помага и да ја регулираме, затоа што реалноста е дека после неколку секунди емоцијата само од себе ќе помине. Сега колку ја разрешиме или леко видиме што е, тука многу зависи сега и за која емоција или чувство станува збор, меѓутоа претежно е нешто кое што помага и продолжуваме понатаму. Исто така, нешто кое што е многу ефективно е да се гради емпатијата. Емпатијата е да можеме да се ставиме во чевлите на другиот човек, односно да можеме да ја видиме ситуацијата од една друга перспектива, најчесто од личноста во која што гледаме или со која што комуницираме. И тука активното слушање е многу моќна алатка и емпатијата е нешто кое што исто така може да се учи. Јас искрено емпатија многу сакам и мислам дека многу убаво може да почне да се развива и низ гледање на филмови, низ гледање на некои или читање на книги,
некаде каде што можеме да се конектираме без некоја лична, ајде да кажам во моментот, лично мислење за одредена, нели, ако на пример емпатија правиме со мајката и во моментот сме имале кавги или така натаму, може малку да сме некако ајде во наводници контаминирани, нели, да не можеме реално да почувствуваме нешто, меѓутоа кога ја вежбаме прво со некој кој што не значи немаме никакво реално мислење, може малку да ни е полесно додека не го извежбаме тоа. Некои личности природно се многу големи емпати, а некои личности мислат дека се емпати, меѓутоа не станува збор за емпатија, станува збор за проекција. И затоа тука е многу важно да некако нагласам дека емпатијата не значи дека ние ќе се распаднеме, туку едноставно дека можеме да гледаме како му е на другиот човек, да го разбереме. Окей, ова е нешто кое што некогаш и јас можеби сум го почувствувала, но во некое друго поле, знам како е, знам колку е тешко, меѓутоа не и реално истото многу да не преплави и баш оно буквално да не преврти, но е алатка која што најмногу помага да се развива емоционалната интелигенција. Бидејќи во тој момент можеме и да си ги мапираме чувствата, да ги видиме чувствата кај другиот, да едноставно ги разбереме, да почнеме да ги препознаваме. И секако кога покажуваме искрен интерес за тугите емоции, тоа е нешто кое што многу ни помага и во конекција и во ни носи едно ново искуство. А понатаму и ефективната комуникација која што како ние ја подобруваме комуникацијата со тоа што сме асертивни, со тоа што сме јасни, истото ни помага да бидеме и многу по емпатични, да можеме многу повеќе да сочувствуваме и секако да можеме импулсивните реакции, оние емоционалните тригери, да ги избегнеме, односно да можеме некако да ги обработиме пред да кажеме нешто. И всушност поставувањето на граници, самото тоа бивање асертивна е токму ова, ефективна комуникација, како ја препознавам емоцијата, ја гледам во мене, знам од кај ми доаѓа, знам зошто нели ова се случува со мене, го знам мојот патрон, го знам мојот шаблон, меѓутоа тука и сега одлучувам да реагирам од едно друго место. И ова е многу лесно да се каже, малку е потешко да се спроведе, затоа секој кој што мисли дека има проблем или дека сака да го развива повеќе, секогаш препорачувам здрава или да речам јасна работа на себе. Во однос на секако комуникацијата, и тука би го рекла, тука би ги споделила конфликтите, затоа што решавањето на конфликтите всушност бара компромис, бара взаемно разбирање, бара многу рационален, ајде би рекла, мајндсет. И ова може би се коси со она, ама нели зборуваме за емоционална интелигенција, јас сега тука кажувам рационално, меѓутоа ние поентата е да емоциите едноставно ги препознаеме, ги споделиме, ги кажеме, но не да се преплавиме, односно да може токму рациото да биде тоа кое што ќе ни помогне да ги разложиме и да ги споделиме на другата личност така како што би биле подобро разбрани, каде што нема да ја нападнеме другата личност, туку другата личност да може исто така да чувствува бенефит, да се чувствува важна и да се чувствува значајна. Нешто кое што исто така доста може да помогне да си внатрешната мотивација во развивање на интелигенцијата, кога станува збор. Зошто внатрешна? Затоа што важно е да имате некоја поставена цел и која што сакате да ја постигнете. Кога некако не постои таа внатрешна мотивација, некако веројатно и се заборава на овој процес, не толку многу се става фокус на емоциите, не толку многу човекот влегува во тоа, ај сега да видам што чувствувам, како се чувствувам и така натаму, и затоа доколку сакате да ја развиете, секогаш видете која е вашата цел, што е она што ви е потребно и како може да останете мотивирани. И понатаму нешто кое што многу ми е важно да го споделаме, дека постојано ние мора да продолжиме да учиме, затоа што не е емоционалната интелигенција нешто кое што окей, сега го научив и толку, ова е мојот врв, не. Ако пред неколку години сте биле на друго место, вие сте биле многу поемоционално интелигентни отколку од пред 10 години, отколку од пред 15 години, и во овој момент сте многу, да речам, помалку интелигентни отколку што ќе бидете понатаму. Постојаното учење, читањето на книги, присуство на работилници, барање водство, експерти во полето, слушање, психотерапија, коучинг и така натаму е нешто кое што може многу да ве поддржи и вие постојано да наоѓате начини како
да ја развивате вашата емоционална интелигенција и како да, најде би рекла, да ја развивате и вашата емоционална писменост. Книга која што секогаш ја препорачувам на клиенти, на личности кои што сакаат да работат на развивање на некои и комуникацијски вештини, меѓутоа на разбирање на себе си, тоа е книга од трансакцијска анализа емоционална писменост, каде што многу убаво дава и алатки и објаснување. Јас не би сакала да ја прераскажувам тука, меѓутоа многу убаво дава една перспектива, кои се скриптите низ кои што живееме, како знаеме често да живееме, што е на кое што може да го направиме. Со топло срце ви ја препорачувам, мислам дека Клод Штајнер ја има кај нас на македонски. И јас ќе ви дадам предлог од неколку книги кои што се поврзани со емоции, кои што ги имам сретнато во периодов, или можеби мислам дека може да ве поддржа токму во развивање на, или едноставно во било кое поле од развивање на емоционалната интелигенција. Доволно е да биде и само во на самосвесност полето. И секако дојдете ако сакате и на предизвикот, или пак дојдете и на асертивно, доколку сакате да работите баш на некое спознавање на себе си. Но постојат и многу различни работилници, многу различни настани кои што токму помагаат да се развие емоционалната интелигенција, но нешто што ми е најважно да ви споделам е дека емоционалната интелигенција не е фиксирана, таа се развива и најчесто се развива во релација со другите, односно кога имаме можност да вежбаме. И тоа е нешто кое што значи за било која веројатно алатка во психологијата или во личниот развој, дека нам ни е потребно време, простор каде можеме да извежбаме и да видиме како ќе биде тоа. И затоа доколку сме, например, доколку имаме искуство веќе во контакт со многу луѓе, ние многу полесно можеме да се научиме да го правиме. И истото отколку кога не сме, односно кога само сами со себе работиме и немаме каде истото да го пробаме и да го вежбаме. Исто така, нешто кое што можеби ви значи, можеби не, меѓутоа од IQ многу е поважен токму EQ или емоционалната интелигенција, затоа што и сега многу работни места многу повеќе ценат емоционална интелигенција отколку некаков друг академски успех, бидејќи токму емоционалната интелигенција може да не поддржи многу повеќе низ животот. И мислам дека ќе се согласите дека ако се сетите на вашиот клас во средно или во основно, без разлика, сигурно сум дека ќе се сетите на некоја личност која што била можеби најпаметна во класот, најмногу знаела, меѓутоа сега е баш она просечна или немате ни појма каде. И некој кој што, најчесто машките се малку поопуштени тука, меѓутоа некој кој што бил забавен, смешен, интересен, меѓутоа му биле повеќето двојки од 2,5 година, а станал многу успешен. И многу често всушност ова е токму тој индикатор каде што токму емоционалната интелигенција, контактот со другите, па и социјалната интелигенција, нели, односите со другите е таа која што ни помага или не води напред, да можеме многу полесно да се носиме, затоа што ако ние сме многу интелигентни, а немаме емоционална интелигенција, не сме емоционално писмени, ние на првиот препрека ќе паднеме и нема да станеме. Ние на првата препрека едноставно ќе се откажеме. Ние ќе стравуваме да имаме неуспеси. Ние нема да знаеме како да се носиме со неуспесите. И токму тоа е емоционалната интелигенција. Како да се носиме со туѓото мислење, со неуспехот, со падовите, со грешките, со бивањето несовршени, со прифаќањето на другите, со бивањето нападнати и така натаму. И да, не е лесно, меѓутоа затоа е нешто кое што се развива. Исто така, колку повеќе ја развиваме емоционалната интелигенција, толку подобро ментално здравје имаме, затоа што и животното задоволство расте и дури и физичкото здравје има бенефит од истото. Тоа е нешто што ви го споделив, нели, кога телото вели не, тоа е многу убава книга која што е убава да се види што се случува кога емоциите се потиснуваат. И нешто кое што исто така не би сакала да го забораваме, да емоционалната интелигенција не е да се потиснат емоциите, значи ова морам да го нагласам, затоа што многу често така се доживува. Напротив, таа е да се разберат и да може ефективно на најздрав начин во тој момент да се менеджираат, да се разложат, да се изјаснат и така натаму. Нормално некогаш мораме да ја потиснеме, например, додека сме на работа или, например, додека да најдеме начин како. Но тоа не значи дека емоционалната интелигенција е исто што и потиснување и ние не чувствуваме ништо. Напротив,
чувствувам, знам што чувствувам, меѓутоа исто така истото тоа мене не ме преплавува, имам начин како да се справам, можам да го искомуницирам ова, нели од каде ми доаѓа и така натаму, што е нешто можам да го направам за да се чувствувам подобро или така и обратно. Сега сум среќна, сега сум весела, сега заслужувам да си прославам и ова да си го изнауживам и така натаму, затоа што многу луѓе и кај позитивните емоции имаат проблем да уживаат затоа што ова ќе заврши, после секое ако е многу добро не е добро, многу арно не е нарно и така натаму, и ние наместо да сме присутни со таа емоција, да уживаме во она кое што е тука и сега ние одиме, сега следува нешто лошо. Да, секако следува нешто лошо. Цело време ние имаме добро лошо, добро лошо, добро лошо. Мислам, тоа е животот. И мислам дека тоа е нешто кое што многу го забележувам, особено на балканските простори, многу арно не е нарно и луѓето не си дозволуваат да им е арно, не си дозволуваат да им е убаво, да уживаат, да едноставно се опуштат и да се отворат за се што ќе дојде, а секако нешто од тоа што ќе дојде нема да е баш убаво, нешто ќе боли. Меѓутоа, кога имаме развиена емоционална интелигенција, веруваме во внатрешниот капацитет и потенцијал да се носиме со било која емоција која што ќе дојде. Ви посакувам да оваа епизода можеби ве измотивира, односно да ве поттикне да најдете внатрешна мотивација, да најдете начин како да почнете да развивате вашата емоционална интелигенција, за да можете да си го подигнете и вашиот квалитет на живот, меѓутоа и квалитетот на живот на сите оние личности кои што ве окружуваат, кои што имаат близок контакт со вас. Ви благодарам што останавте до крајот, се слушаме во наредната епизода. Поздрав!